Петок за млади, по не знам кој пат го организираме. Идејата прво почна преку заедничко дружење, разработување на различни креативни теми, настани така натаму, да им возможиме на дечињата да си имат еден убав продолжен викенд, значи во петок да нема школа, па сабота и недела си продолжиме. Меѓутоа сето тоа прерасна во нешто многу посериозно. Денеска имаме некаде 52 основни училишта кои што реализираат проекти под предизвик за млади истражувачи. Вие сте еден, односно ова што ќе го видиме само еден од тие проекти, несомнено значаен. Од она што го видовме во изминативе 2 години, навистина имаме деца, се ако зборам за деца, овие позади повисоки да не се навредат, деца ги сметаме сите кои што се некаде до 17, 18, па и повеќе години, ние постарите може да кажеме и до 29 години. Меѓутоа имаше супер идеи, има се уште супер идеи и нашата намера е сите тие идеи колку што може повеќе ги поддржиме. Така што пораката со која што денеска треба да излезете од тука и да дома и да расширите понатаму е дека Фондот за инновации и технолошки развој ви стои целосно на располагање, ќе обезбеди поддршка и обезбедува и ќе обезбедува поддршка за сите ученици, не за сите деца. Она што е особено значено денеска е стартуваме со една нова иницијатива во рамки на предизвик за млади истражувачи, тоа е соработката на проектите кои што произлегуваат од основните училишта со сериозни домашни компании. Затоа ева на денеска ни се домаќини. Тематски имаме презентација на еден од проектите, меѓутоа оваков тип на соработки поврзување на учениците, особено на среднистите, со домашните компании ќе продолжи понатаму. Ова хидроцентрала е изградена во 1938 година како прва централа која што служи за напојување на Скопје. И во тоа време тогаш имала 5 пати поголем капацитет од потребите на градот Скопје. Сега капацитетот што го има новата централа е дуплиран, има 9,6 мегавати моќност, меѓутоа тој во ова време е незначителен капацитет во однос на потребите на градот Скопје. Оваа хидроцентрала има издржано доста предизвици во своето постоење, исто и браната, значи го има преживеано успешно земјотресот, има преживеано 2 поплави и има преживеано Втората светска војна, без никакви последици. Значи, оваа централа во 2017 година има добиено награда за најдобар музеј. Од отворањето, кое што беше направено во 2017 година, до сега, за 2,5 години, од прилика, е посетено од над 10.000 посетители.